Краток преглед за денешниот дневник. Градоначалниците на Охрид, Поградец и Дебрца со порака за зачувување на Охридското езеро. Пуштено во Охридското езеро пловило на соларен погон. Презентирани резултатите од археолошкото подводно истражување на струшкиот локалитет Врбник. Порфирий во Охрид и Струга. Волонтери од ПХВ програмата ги презентираа завршните проекти. За најавените и за останатите настани од денес во дневникот по временската прогноза. Останете со нас. Во Охрид денес времето сончево и многу топло, со дневни температури во пораст до максимални 29 степени Целзиусови, во текот на ноќта кон среда ведро и топло. Во среда локално во западна централна Европа и како и на исток на стариот континент умерено облачно и нестабилно време со локални врнежи од дожд, грмотевици, но високи температури. Во останатите делови од Европа сончево и топло. На Балканскиот полуостров утре претежно сончево и топло. Во попладневните часови појава на локална облачност, максималните дневни температури на Балканот од 29 до 35 степени Целзиусови. Во Македонија во среда ќе преовладува претежно сончево време со локална облачност и високи температури, а во попладневните часови ќе има локална облачност. Може да дојде до развој на нестабилност со слаби и локални врнежи од дожд. Шансите за развој на нестабилност се мали. Минималните температури од 10 до 19, максималните од 28 до 37 степени. Во Охрид во среда сончево и топло време со слаб северозападен ветер, минималната 16, дневната температура до 30 степени. Во четврток сончево со локална облачност и топла, попладни услови за слаб и локален дожд, минималната 16, дневната 31 степен. Во петок сабота сончево и топло време со пораст на дневната температура на максимални 28, односно 31 степен Целзиусов. Како да го искористам слободното време за дополнителна заработка? Каде да најдам работник при зголемен обем на работа? Хотам го има решението. Бидете дел од проектот Платформа за вработување и социјални работи. Ако си невработено лице, студент, ученик постар од 15 години или вработен со согласност од работодавачот, пријави се за дополнителна заработка со платени придонеси и евидентиран стаж. Ако поседувате угостителски објект, изберете работник за краткорочен ангажман за кого проектот ги враќа платените средства за придонеси и персонален данок. Регистрирај се веднаш на hotam.mk. Добре дојдовте во светот на Кармен Бау Центар. Во беспрекорно уреден продажен простор, купувањето во еден Бау Центар никогаш не било попријатно. Со гордост ви го представуваме нашиот шоурум Мараци, со најголем избор на плочки од Мараци и санитарија од светски познатите брендови Грое, Колпасан, Идеал Стандард, Рока, Унитас. На располагање ви е нашиот архитект, кој ќе ви помогне во осмислување на вашиот проект. Располагаме со најбогатата палета на ламинат во државава. Одберете од 100 различни дизајни на Swiss Chrono. Покрај стандардниот избор на фасадните системи Knauf и Бекамент, ви нудиме богат избор на професионален алат на реномираните производители Bosch и Divol. Кармен Бау Центар на улица Железничка. Дисконт Златна капка. Прв избор за сите ваши прослави и семејни веселби. Вршиме дистрибуција на сите видови алкохолни и безалкохолни пијалоци по најповолни цени во Струга и Охрид. Од нашата винска карта одберете вино од реномирани странски и домашни компании.
Од богатиот асортиман со над 600 производи, покрај алкохолни и безалкохолни пијалоци, можете да се снабдите и со квалитетни чаеви и кафе. Тајната на 5-годишното успешно обстојување е секогаш задоволни клиенти. Дисконт Златна капка. Добар ден, прво издание на Дневникот на ТВМ. Градоначалниците на Охрид, Поградец и Дебрца со силна порака за зачувување на нашиот природен бисер Охридското езеро. Силно сме посветени на еколошкиот аспект во ползувањето на благодетите на езерото. Охридските едрилици се патоказ како во иднина треба да изгледа нашиот бисер, истакна градоначалникот на Охрид Кирил Пецаков. Неповторливата и единствена природна реткост на Охридското езеро, кој е дел од листата на светски природни наследства на УНЕСКО, е приоритет за сите нас како граѓанско општество, истакна денес на одбележувањето на Денот на езерото градоначалникот на општина Охрид Кирил Пецаков. Активната соработка помеѓу Охрид, Струга и Дебрца од македонска страна и општина Поградец од албанска страна ја дефинира потребата за вложување заеднички напори и поставување база за соработка која ќе биде појдовна точка за напредокот на регионот, посочи Пецаков. Годинава со помош на Едриличарската федерација на Македонија и ЕУ, сакаме да покажеме дека силно сме посветени на еколошкиот аспект во ползувањето на благодетите на езерото, а охридските едрилици се патоказ како во иднина треба да изгледа нашиот бисер. Треба да направиме се, грижата за Охридското езеро како огромна природна вредност да добие соодветна валоризација во заедничките напори и взаемна соработка за заштита и прогрес на езерскиот регион како географска целина. Сите природни и културни богатства со кои изобилува регионот треба да добијат соодветна форма ставена во функција на развојот на регионот, а секој ден чекор добро осмислен и во функција на заедничката цел регионот да стане подобро место за живот на нашите граѓани. Градоначалникот на општина Поградец од соседна Албанија Илир Џаколи истакна дека ова е многу важен ден за сите нас на кои остана да го зачуваме ова прекрасно езеро кое ни го дала природата. Ние треба да го менаџираме нашето езеро во насока на развој на туризмот преку зачување на неговите природни, но и културни вредности. Па така сега сакам да упатам еден апел до двете влади, да заборават на бирократијата и да овозможат слободно движење на граѓаните од двете страни на границата, со што ќе помогнат во развој на туризмот од двете страни. Градоначалникот на општина Дебрца Зоран Ногачевски подвлече дека соработката меѓу општините од двете страни на езерото во насока на исполнување на препораките на УНЕСКО за заштита на овој воден басен од македонска и албанска страна веќе се префрла на билатерално ниво. Значи целосно е на заштита на регионот на Охридското езеро е можен само со вклучување на сите засегнати чинители. И она што сакам јасно да го порачаме е тоа дека крајно од сите тие активности треба да се постигне една симбиоза, би рекол јас, меѓу човекот и природата, затоа што од една страна треба да обезбедиме целосна заштита на овој природен ресурс, меѓутоа треба да имаме и во предвид дека Охридското езеро е значаен економски ресурс кој што значително придонесува за економскиот развој на самиот регион. Вредностите на Охридското езеро се од планетарен размер. Како дом на над 1200 видови според единица површина, Охридското езеро има убедливо највисок индекс на биодиверзитет од сите езера на светот, над 200 од тие видови ендемски кои ги нема на ниту едно друго место. Охридското езеро е музеј на живи фосили, древни видови кои во неговите води постојат над 2 милиони години и кои се бесценет извор за научни истражувања на еволуцијата на видовите. На денот кога Охридското езеро го слави својот празник, во неговите води заплови пловило на соларен погон. Пловилото е плод на макотрпната работа на учениците, менторите и раководниот тим на Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски. Христијан Груевски, Евгенија Шулевска, Шевко Асим, Никола Илиовски, Даниел Котовски, Јован Матлиовски се тимот од Општинскиот електромашински училишен центар Свети Наум Охридски од Охрид,
кои го изработија пловилото на соларен погон, а со тоа ја освоија и првата награда на државниот надпревар Предизвик за млади истражувачи 4. Добиените парични средства од Фондот за иновации и технолошки развој им помогнаа успешно да го реализираат овој интересен и пред се корисен проект. Јас конкретно бев задолжен за осмислувањето на овој проект и за истражувањето на сончевите колектори за нивната издржливост. Ни беше кеф, бидејќи све се сведуваат на електричен погон сега, во сегашни денови, и ние доприносовме и со бродче, бидејќи све е автомобилска индустрија, никој не осмислува за наутиката. Ние смисливме за наутиката да ја префрлиме и таа на електричен погон. И добро во тоа што е све безбедно, бидејќи нема опасност со струен удар, све се сведува на 24 волти на еднонасочен напон. Се надеваме дека овој проект ќе представува импулс за развој и употреба на ваков тип на пловила на Охридското езеро и сите водени површини во државава. Покрај еколошкиот аспект од користењето на овие пловила значаен е и за туристичкиот сектор, односно има можност да привлече туристи кои бегајќи од урбаните и бучни средини, обично и загадени, ќе уживаат во природните убавини на нашиот национален парк Галичица и Охридското езеро како дел од него, изјави директорот на центарот професор Сашо Недески. Ние имаме исто така и стручни предмети за енергетска ефикасност во 3-та и 4-та година, кои ги изучуваат нашите ученици во редовна програма како факултативни предмети и се потполно запознаени. Во проектот за енергетска ефикасност веќе сме 10 години вклучени. Кајчето е во наша собственост. Ние го изработивме и комплетно е во наша собственост, а едноставно за сега планираме да го користиме како туристичка атракција, а може и исто така и да се изнајмува. Менторите професор Ангеловски Сашо и професор Виолета Никовска објаснуваат дека во недостиг на доволна сончева светлина, пловилото може да ја користи енергијата складирана во батериски ќелии. Овој прототип нормално може да се усовршува и со индустријско производство и целосно да ги истисне бензинските мотори на пловилата. Работевме околу 6 месеци. 6 месеци, со тоа што првично собиравме информации од луѓе кои се со оваа проблематика подолго време, со искуство, да видиме какви се нивните мислења, дали може да се реализира ваков проект. Предизвикот беше толку поголем што првичните реакции им беа као не може така, акумулаторот веднаш ќе пентата веднаш ќе потроши акумулаторот. Но пред нас гледаме возило со сопствена тежина од 240 кг, товар од 100 кг со 4 патници што може да плови цел ден. Најтешкиот беше да се одговори на предизвикот да го направиме нешто што досега не е направено тука. Елементите ги имав, меѓутоа сите сметаат дека не е изводливо. Истражувањето и анализите во проектот се потврдија и се докажаа преку реализација на истиот, односно се конструира пловен објект целосно на сончева енергија, без емисија на штетни гасови, без користење скапи фосилни горива, создавање бучава неограничено и бесплатно, со целосна автономија. Пловилото нуди уживање преку цел ден, објаснува професорот Ангеловски. Првиот човек на градот, градоначалникот Кирил Пецаков, вели дека за поздравување и апсолутна поддршка е трудот на овие млади луѓе, но и сите оние кои се свесни за зачувувањето на животната средина преку користењето на обновливите извори енергија. Дефинитивно како локални самоуправи мора она што правиме не дека не правиме досега, меѓутоа треба многу повеќе да излегуваме во пресред на посебно на младите луѓе кои што имаат и тоа како добри идеи кои што го гледаме од денешен аспект дека и може да победат на одреден повик и да најдат финансирање за она кое што го замислиле. Возможно и да правиме и треба веројатно да правиме програма на крајот на годината кога се носи буџетот, која што ќе биде токму наменета за вакви иновации за ние да можеме да поддржиме. Овој проект за изработка на пловило на соларен погон кој е финансиран од Фондот за иновации и технолошки развој е во рамки на надпреварот Предизвик за млади истражувачи 4 и докажува дека веќе се создадени услови и пловилата да имаат погон на електрични мотори. Со презентација на археолошките пронајдоци на локалитетот Врбник, денес во Струга се одбележа Денот на Охридското езеро. До сега е истражена само една десеттина од подводниот локалитет, кој е атрактивен и треба да биде достапен за јавноста. По повод Денот на Охридското езеро, денес во Струга беа презентирани резултатите од археолошките истражувања на локалитетот Врбник.
Пред јавноста беа представени дел од пронајдениот богат археолошки материјал, керамика, садови, разновидни бронзени предмети и накит. Досега е истражена само 1/10 од подводниот локалитет, кој е атрактивен и треба да биде достапен за јавноста. Тој отворена можноста за отварање на изложба, представување на пошироката јавност од една страна, а од друга страна дека е репрезентативен и атрактивен локалитет во секоја смисла на зборот. Меѓународниот тим археолози кој веќе 2 години работи на локалитетот Врбник под водство на Универзитетот во Берн се воодушевени. Велат подводната наколна населба крие многу вредно археолошко наследство. So the general aim is to set up the chronology. Главната цел од археолошки аспект е да се утврди староста од кога датира најстарата наколна населба на Охридското езеро, која е најмладата и може да кажеме дека најстарите досега откриени пронајдени датираат од 500-та година пред новата ера, најмладите од 800-та или 700-та година пред новата ера. Музеот за археологија планира воведување на посебно оделение за подводна археологија. Многу ни е мило што го превземавме раководењето и надлежноста за овој подводен локалитет. Она што е важно е дека оваа година особено во рамките на археолошките истражувања се спроведуваат интердисциплинарни истражувања. По повод денот на езерото, Едриличарскиот клуб Струга за љубопитните посетители организираше бесплатни тури до локалитетот Врбник. Српскиот патријарх, господин Порфирий, во дводневна посета на Охрид и Струга. Неговата посета беше проследена со силни пораки за мир и меѓусебно разбирање и подготвеност секој да си го најде своето место под сонцето. Делегација на Српската православна црква, предводена од патријархот Порфирий, на покана на архиепископот на Македонската православна црква господин Стефан во посета на Охрид и Струга. По вчерашниот престој во манастирот Рождество на Пресвета Богородица Калишта, каде беше отслужена доксологија, славословие, денес во посета на храмот Света Богородица Перивлепта во Охрид, галерија на икони, како и други цркви и културно-историски споменици. Восхитувајќи се на традицијата и на духовната култура, Порфирий порача. Гледајќи светење, разумемо да им е... Гледајќи ги овие свети места, разбираме дека на нашите предходници најважно им било да ја задржат православната христијанска вера, но не само да ја чуваат, туку и навистина да ја живеат според Евангелието. Со поклонувањето пред светците и доаѓањето на светилиштата имаме најдобра можна шанса и можност да се погледнеме себе си, за да се восхитуваме на тоа што оставиле како традиција и духовна култура оние кои пред нас живеејќи пред православната вера. Голем благослов и радост е што можеме да им се молиме на Бога за спас на целиот свет, за мир во светот, за мир меѓу луѓето и меѓусебно разбирање и подготвеност секој да си го најде своето место под сонцето, истакна господин Порфирий. Престојот во Охрид, неговата светост ќе го заврши со посета на манастирот Свети Наум Охридски. Летово забрана за градежни работи во Охрид во период од 1 јули до 31 август годинава се забранува изведување градежни работи од типот висока и ниска градба, прекопување на улици, тротоари и патеки на подрачјето на општина Охрид. Оваа забрана важи за просторот под улица Туристичка до езерото и тоа на потегот од Билјанени извори до реката Даљан, просторот над улица Туристичка во длабочина од 50 метри и туристичките локации на потегот од каналот Студенчишта до манастирскиот комплекс Свети Наум. Одлуката за забрана за изведување градежни работи во летниот период во Охрид е во согласност со член 62 од Законот за локална самоуправа и член 83 од Статутот на општина Охрид. Презентирани завршните проекти од програмата за промоција на хумани вредности при општинската организација на Црвен крст. Младите хумани луѓе дадоа свој придонес за да помогнат на социјално загрозените охриѓани. Помагаат волонтерски, а истовремено се градат себеси во корисни личности за општествената заедница.
Младите волонтери ги презентираа успешно завршените проекти од програмата за промоција на хумани вредности при општинската организација на Црвен крст. Оваа година заради пандемијата се реализирани 4 проекти. Во проектите се вклучија 22 млади волонтери од оваа програма. Се изгради пристоен дом за трочлено семејство во социјален ризик, а беа спроведени и други активности, информира Теа Петкоска, дисеминатор од програмата за ПХВ. Другиот проект е еколошки проект. Знаеме сите за малото ниво на еколошка свест кај луѓето, па затоа се обидуваме да еколошка свест да се крене на едно повисоко ниво. Исто така имаме и интеркултурен хор, односно интеркултурен проект, преку кој преку песна младите ја донесуваат она порака за единство и сплотеност во светот. И на крајот, еден од најдобрите проекти ние оној кој ни ги стопли на сите срцата, односно проект кој низ работилници, дечиниот социјален ризик, на еден начин го разубавуваат своето секојдневие, учејќи нови работи, стекнување нови пријателства. Младите беа на терен и ги лоцираа проблемите, се активираа да ги поттикнат граѓаните и општествено одговорните компании да се вклучат и да ги поддржат нивните хумани активности. Се потрудивме да го разбудиме алтруистичкиот дух кај граѓаните. Овој пат се потврди дека охриѓани се хумани луѓе и сакаат да подадат рака на луѓе во неволја, напоменува Љубица Јовановска, дисеминатор од програмата за ПХВ. Ништо од ова не би било возможно доколку немавме поддршката од локалното население, од фирмите и поединците. Добивме донации од сите фирми за изградба на куќа во Охридско село, исто така низ легува во пресред за организирање на други настани, за издавање на простори и слично. Дури имаме и донации надвор од нашата држава, односно од странски донатори кои ги пренасочија парите токму за нашиот ПХВ проект. На еден начин ПХВ проектите зедоа голем замав и на локално ниво се проширија. Со програмата за промоција на хумани вредности им се помогнало на 50 на охриѓани од градот и околината. Волонтерите одвоиле од своето слободно време 3000 волонтерски часови, се посветиле да ја прошират својата мисија низ целиот град и околината со своји креативни настани. Јавното предпријатие Колекторски систем во текот на вчерашниот ден оствари средба со шпанскиот амбасадор во Република Македонија Хозе Луис Лозано Гарсија. На средбата било разговарано за тековната состојба во предпријатието, досегашните превземени активности и идните планови. Исто така станало збор и во врска со апликацијата на јавното предпријатие Колекторски систем за грантовски средства од Шпанското министерство за трговија и туризам. При работната средба била направена и посета на пречистителната станица во село Ложани, информираат од предпријатието. А во продолжение да ги погледнеме и вестите од светот. Штрајк на железницата во Обединетото кралство, најголем во последните 30 години. Штрајкот започна рано утринава, а се очекува во него да учествуваат над 40.000 работници кои, како што е најавено, би требало да штрајкуваат во вторник, четврток и во сабота. Поради одвоен штрајк затворена е и лондонската подземна железница. Работниците денес ги напуштиле работните места поради спорот околу платите, условите за работа и работните места. Овој штрак би можел да биде почеток за натамошните акции во индустријата, но и во целокупната економија во наредните месеци. Синдикатите најавија дека штрајкот на железничарите би можел да го означи почетокот на летото на незадоволство, на кој ќе се приклучат и наставниците, медицинарите, комуналните работници, па дури и адвокатите. Францускиот претседател Емануел Макрон ја одби оставката на премиерката Елизабет Борн, откако неговиот политички сојуз претрпе големи загуби на парламентарните избори минатиот викенд. Центристичката алијанса на Макрон не освои апсолутно мнозинство, туку само просто мнозинство, нешто што во Франција не е случајно повеќе од 30 години. Утрово Макрон започнал индивидуални разговори со партиските лидери представени во парламентот за да ги истражи можностите за конструктивна соработка или коалиција. Две лица избодени со нож во трговскиот центар во шведскиот град Вестерас, 90 км западно од Стокхолм. Напаѓачот е уапсен, соопштиле локалните власти. Жртвите биле хоспитализирани, а едниот од нив имал тешки телесни повреди. Во полицискиот извештај се наведува дека нападот е квалификуван како обид за убиство, без да се објават повеќе детали за инцидентот. Обилните дождови во Кина предизвикаа поплави и лизгај на земјиштето на југот на земјата, како и евакуација на 220.000 жители.
објавија кинеските медиуми. Во градот Шаогуан денеска е издадено црвено предупредување за поплави, што е највисок степен за предупредување од кинеската метеоролошка служба. Според локалната метеоролошка служба, 28 реки во регионот го поминале нивото на тревога во поплави. Жителите биле евакуирани со гумени чамци, а водата ги поплавила стамбените области. Снимките објавени на медиумите покажуваат дека училиштата се претворени во засолништа, а стотици шатори се подигнати на едно спортско игралиште. Тоа е се во првиот дневник на ТВМ. Ви благодарам што бевте со нас. Довидување.